ако некој ме извади од комотна зона, тоа е денеска. Ова време јас веќе се стремам да спијам. А сега ќе треба да зборам. И тоа, ако ми тргне 1 сат и кусор, ќе биде интересно. Али се договоривме со Николче, зашто ќе биде касно да ја поделиме на 2 дела. Значи, првиот дел ќе биде водата. Николче е крив. Значи, првиот дел ќе биде да се охрабриме или да пиеме од водата, а вториот дел за следниот пат ќе биде да искусиме од виното. Да. Значи ќе кажеме некои работи што ќе не зацврстат и вториот пат ќе кажеме како да пристапиме на работите што денеска ќе се кажат. Значи тоа е многу битно, значи не е само целта да се каже и вие кога ќе заминете да се јават некои прашања, ама како? Сега ти се јават, затоа што ќе оставам така, намерно да размислувате и следниот пат со неколку примери од Библијата ќе видиме како и на кои начини да пристапиме кон таа реалност. И Андреј многу зборови ми спомна, битни и важни. Спомна за невидливото, видливото, а ја пред 2 дена се мислев проповедба да се вика невидливото станува видливо. Да. Интересно, да. За тоа да не губиме на време, времето е скапо, ќе треба после да спиеме. Ефес 4:4. Преводот многу го видов. Добро. Постои едно тело и еден дух, како што бевте и вие повикани во една надеж на вашето призвание. Ќе сакам да спомнам тука нешто за надежта. Ние често се надеваме на некои работи во светот, примерно на некои придобивки, се надевам дека тоа ќе биде, дај Боже тоа, здравје Боже. Ја викам се дедам, толку ми е грбот, ќе ме појачи. Значи, често се наоѓаме во секојдневието, што ќе кажеме се надевам дека ќе биде тоа и после тоа ќе почнеме да правиме калкулации. Ако биде тоа, ова на кое што се надевам, сигурно ќе биде. И тука веќе влегуваме во нереалност. Значи, тоа е фантазија, што може би ќе биде, а може би ќе нема да биде. И замислите да е Исус Бог, што ни кажа дека сите ветувања може би се да, а може би не. Како што кажува пријател, може би да, може би не. Значи, замислете да пристапиме кон Бог со надеж, а надежта е постојано очекување на добри работи. Нема калкулација, ако биде тоа, ќе дојде тоа. Ако не биде тоа, има кредит, па ќе биде тоа. Не. Зборуваме за чист пристап, за надеж која што дава плод. Сега, таа една надеж, каде треба да ја ставиме? Ќе ја ставиме во Прва Петар 1:13. Ова ми светна пред 2 дена, кога го видов, 20 години пред нас, ама сега го гледаш. Една надеж. Не е Јован. Јован. Да, тоа е, ама ти си пишал Јован, устави е Петар, да. Затоа препашете си го умот, бидете трезвени, утврдете, а вашата надеж целосно во благодата. Значи, едната надеж треба да биде утврдена целосно во благодата, која што ќе ви биде
донесена при откровението на Исус Христос. Да продлабочуваме? Не. Кога ќе добиеме откровение дека сега ние сме Исус. Вечното име на Исус е Јас сум. Тоа го пише ово. Создавање, ќе го читаме тоа на следниот. Битното, целата надеж, да ја утврдиме целосно во благодат. Во благодатта веќе се е завршено. Нема што да клинка. Нема веројатност. Едноставно пристапуваме во благодатта и знаеме дека ќе примиме. Значи, целата надеж, една надеж е таа, значи со големо Н, со големо Н, ја ставаме целосно во благодатта. Не делимично. Не делумно, да. Значи, не половично. Без пресметки. Ако не биде тоа, или ајде за црни денови. Еве, пример, ја, кога се разбудив со бајлето, се разбудив со проблеми во стомакот. Многу незгодно. И наоѓав резерви и фала му на Господ што веќе е тука и викам, веќе ако не бива, те молам да се спремиш, да збориш и па ја за следен пат. Значи стомакот ме разбуди. И тие се тие калкулации во ред, изгледаа дека се супер и се, фала му на Господ што можам да се подпрам буквално на Вики, на Николче, на Иле, на Андре, на сите. Меѓутоа, едната надеж, главната надеж треба да ми биде во благодат. И си викам, ја ќе се спремам и ќе појдам. Ќе појдам. И ќе зборам. Мора. И еве зборам. Значи, надежта ја ставаме целосно во благодат. Таму нема ни сенка од промена. И сега нешто интересно за зеницата, Захарија 2.8, така го споиме уште два стиха, и тој му рече на оне побрза и каже му на оне млад човек Ерус, ами рече, не, ај оди во второ законие во 32.10. Он грешки има во Библијата. Добре, ова е добро. Тој го најде во пустината, во земја дива и пуста, значи Бог го наоѓа Јаков. Го знае, нели Јаков. Го заштитуваше, се грижеше за него, го чуваше како зеницата на окото свое. Сега ја да се пофалам, си земав неготино, си пронедов една книга, Конкорданс, и ја бодим, така, Strong James. Много јако. Си викам, ова сега, партали. Значи, ги гледаш прецизните преводи на еврејски, на грчки, значењата, смислите, солочините и си викам баш да видам што значи тоа зеницата на окото свое. И требаше денеска да гледам, да земам огледало, го заборавав. Зеницата на окото во превод значи вратата, или на англиски е the gate, или бебето во окото, а буквално значи малиот човек во окото. Интересно. Значи, ние сме малиот човек во окото на Исус. И отидов јас до ВЦ и се гледам во огледало и во зеницата се гледам јас како смален. Гледам. Значи се гледаш како карикатура, како смален со главата. Затоа е преводот малиот човек во окото. И сега автоматски,
Кога Бог гледа во тебе, тој се гледа самиот себе. Амин. Кога Бог гледа во тебе, Он се гледа самиот себе. Разбираме во? Да. Това го пише. Бог гледа во окото на човекот, а човекот е зеницата на неговото око. Бог постана како мене, за јас да станам како него. Значи, Господ кога и да не види, се гледа самиот себе, бидејќи не може да види друго, бидејќи си скриен во Христос. И сега, Амос во 7 глава. До 6. И ете, кога завршија да ја јадат тревата по земјата, а реков: Господе Боже, прости, те молам. Како ќе издржи Јаков? Тој е многу мал. Многу мален човек. Како ќе издржи? И Господ се сожали, правилно е се покаја, значи го смени умот. И кажа: нема да стане тоа, рече Господ. Вакво видение ми откри Господ Бог. Еве, Господ Бог повика оган за суд и тој проволта голема бездна, проволта и дел од земјата. И реков: Господи Боже, запри те молам, како ќе издржи Јаков? Како ќе издржиш ти, кога сме толку малечки? Сликичка сме само. Па тој е многу мал. И Господ се сожали, се покаја и кажа: и тоа нема да се збие. Ќе го направам голем. И денеска ние сме големи до таа мера што сме едно со Бог. Исус витекнува кога кажа: јас и мојот татко сме едно. И после тоа кажа: но мојот татко е поголем од мене. Во која смисла? Едност се, а таткото е поголем. Бидејќи на површината сум јас ограничен тука во тело на земјата. На земјата сите ќе доживееме, ќе вкусиме смрт. Од тој аспект јас сум помал од таткото. А таткото каде? Горе? Во нас, така? Не е горе. Горе е тука горе. И тука. Во нас, значи. Од тој аспект таткото е поголем од мене, бидејќи он е дух и е во мене, а на површината сум јас. Исус беше на површината човек. Еве си ти човек. Бог те гледа и се гледа самиот себе. Амин. Да се кажа? Ефес 5:31. Да. Ти кажа да ставиш да. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена и двајцата ќе станат едно тело. Ова тајна е голема и Павле ја зборува човечки со човечки зборови, ама е тајна. Он зборува за Христос и за црквата. Не го рушам моментот, значи, за мажот и за жената, да, окей, али тоа е второстепено. Првично е за Христос и за црквата. Што мислам? Го мислам ова, Исаија 54:5. И ќе го споите со тоа. Зашто твојот творец е твојот сопруг. Значи ти ќе ги оставиш мајката и татката. И ќе се прилепиш кон
твојот Творец, твојот сопруг и ќе бидете едно тело. Павле користи човечки зборови за појасно да биде за луѓето, за нас, иначе ќе нема смисла, ќе нема. Али кога ќе дојде откровение, кога читаме со конкорданси, е полесно. Јахве, Саваот е името негово, твој искупител е светецот Израелов, тој ќе се нарече Бог на целата земја. Значи, твојот сопруг е твојот Творец. А кој е твојот Творец? Исус. Исус преку него постана се и без него не постана ништо што постана, така. Амин. Да не збуним сега. Стило, ова твоја тема е за бракот. Меѓу Господ и тебе е првиот брак. Значи, ти си жената, црквата е жената, Христос е мажот. И идам сега малку да киднам. Идам кај Данче и викам, откровение ми дојде, Исус кога воскресна и кажува на Марија на гробот, да? И вика, иди, кажи на браќата. И викам, кажува само на браќата. А сестрите, викам, ама ми текна и кажувам што, ќе ви кажам, и вика, па ја овако знаев 50 години, па жено, кажи го, јако е многу, што си го читала, знаеш. Значи, Исус и вика на Марија, иди кај моите браќа. И зашто го скока да каже и кај сестрите? Бидејќи сега Исус кој се воздигна, живее во нас. И сега во духовна смисла сите сме браќа и жените се браќа. Затоа иди кај браќата и кажи им. Интересно. И викам на Вики Преска, ќе кажи на некои религии денеска. Ереси. Добро. Мажот и жената ќе станат едно тело и тоа е голема тајна. Едно тело сме со Бог, бидејќи Бог е наш сопруг. Тоа што Бог го споил, човек да не го разделува. Затоа на човек што ни изгледа, што не верува во Господ, да не пробуваме да го раздвојуваме од Господ. И тогаш ќе не снајде тоа дека е подобро увардаш. Не си играјте со децата на Господ. Сите се деца на Господ. Математиката на Господ е 1 плюс 1 е 1. Не се 2. На земјата се 2, а Исус е 1. Секогаш сме едно, нема двое. Ако има било какво двоење, значи нешто фали, не е завршено, нешто на крстот фали, нешто во благодата фали, нешто во духот ќе фали. 1 плюс 1 е 1. Создавање 25-23. Иде брзо, ќе може ќе видиме. Создавање 25-23. А Господ и рече, ќе читате, ќе видите на кого рече. 2 племиња има во утробата твоја, али зборува за нас, значи, во твојата, значи, утроба и во мојата утроба. Има 2 племиња и 2 народа ќе излезат од тебе. Едниот народ ќе биде посилен, од другиот и поголемиот ќе му служи на помагањето. Кој е поголем? Значи, ти кога се раѓаш од утробата на мајката, се раѓаш од човек. И ти во тој аспект си постар од кога ќе го запознаеш Христос дека те пратил на земјата. Значи, ти се раѓаш
И си постар, и пример јас за Исус, кој случно бев на 12 години, значи сум постар од духовниот јас. Тука, а во вечноста сум помлад, ама зборува за на земјата. Сваќате? Значи вика, поголемиот ќе му служи на помалиот, телесниот ќе му служи на духовниот, а не спротив. Затоа фика да го Римјани 11, не. Да го принесеме своето тело како принос на жртва пред Господ. Сега, Римјани 9, 12 и 13. Беше речено, по стариот ќе му служи на помладиот. Значи, твоето тело, твојата површина ќе му служи на твојата внатрешност, на помладиот, на духот во тебе. И 13. Јас поставил добро. Океј. Прочитаме го и 13. Ако ве оставам до тука, ќе се збуним скроз. Пушти го и прва Коринтијани 15 глава. Ова сум го пишал како резерва, ама ќе го прочитам. Првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам животворен дух. Тоа го мислам. Но не е прво она што е духовно, туку прво е природното, а потоа, што се мачев толку да објаснувам, еве го во 2 збора. Но прво е природното, а потоа духовното. Следно. Првиот човек е од земјата, земја. Вториот човек е од небото. Се наново раѓаш, ти од вечноста си од небото, ама сега збориме на земјава. Значи, кој е редот? Да не мешам. Каков е земјениот, такви си и земјените. Каков е небесниот, такви си и небесните. И како што го носевме ликот на земјениот, значи ова што гледате, што сте вие, однадвор, така ќе го носиме ликот на небесниот. Сега, колку време зборувам? Кратко е, така? И терам цело. Создавање 27 глава. Од 18 до 27 стих. И јас си викам и до 37, ама ќе биде време. Приказнала ја знаеме сите за Јаков и за брат. А тој влезе Јаков при татко си и му рече, значи, приказнала ја знаеме, така? Татко, а тој одговори, еве ме, кој си ти, синко? Јаков пак му рече на татко си, јас сум Исав, твојот правороден син. Сега, духовното, што го зборев тоа, значи, во Коринтијаните, во Римјаните. Значи, ова си ти, духовниот човек и земјениот човек. Значи, ти си Јаков е Исав, ама во исто време и Јаков. Сега зборуваме за практичниот дел, за пристапот на молитвата. Значи, историски сега заборавете све. Значи, еве го Исав доаѓа и преку измама на самиот себе пробува да го земе благослов. Ќе ме сватите, значи. Јаков пак му рече на татко си, јас сум Исав, твојот правороден син. Направив како што ми рече, стани, седни и јади од ловов мој, па да ме благослови душата твоја.
Свртни сестри. А Исак му рече на синот свој: кога толку бргу најде синко мој? Значи ги праќа на лов и кој ќе му духов, значи кога пристапуваме во молитва. Како можеш тоа што го сакаш да го најдеш толку многу брзо? Еве пример, сега сум тука и се молам пример да бидам во Америка. Ќе замислам така. Ќе замислам дека сум во Америка. И ќе отидам во духот, ќе го направам ловот и ќе се вратам. И пак сум тука. Али во духот сум го завршил тоа што сум требал да го завршам. Добро. И следен стих. И пристапи Јаков до Исак, таткото свој. Значи, кога ви зборев од утробата твоја ќе искочат две нации. Значи, тоа се Јаков и брат му. Да. Таткото свој, а тој го допре, па рече: гласот е глас на Јаков, но рацете се раце Исавови. Он се прекри. Оти во Библијата вика кога се молите, верувајте дека примивте. Значи, иако физички тоа уште го немаме како доказ за сетилата и за разумот, верувајте дека примивте и ќе ви биде. Значи, ова е настан во замислата твоја. Значи, ти кога се молиш за нешто да го имаш, што го немаш, ти треба да го замислиш. Значи, не го измолуваме од Господ на колено. Значи, верувајте дека примивте, го вклучува овој пристап. Гласот е твој, стварно е твој, но рацете се Исавови. И не го позна, зашто рацете му беа како рацете на Исав, неговиот брат, Рунтар, и го благослови. А таткото видекнува е слеп. А Господ гледа на срцето, затоа е слеп во приказната. Бог гледа на срцето, не гледа на изгледот, на ликот твој. Затоа Господ е слеп. Затоа јас кога сонував сон, Господ ми кажа: замижи и сега пробај да се движиш. Значи, зборуваме за верата. И му рече: ти ли си синот мој Исав? Тој одговори: јас. Тогаш рече: дај ми сега, синко, да јадам од ловот твој, па да те благослови душата моја. И му даде и тој јадеше, па му донесе и вино и пиеше. Потоа Исак, таткото негов, му рече: приближи се до мене и целивај ме. И не знам дали е во преводот, го нема: дојди да те бакнам, да те почувствувам. Ти преска нели спомна 2-3 пати, почувствува. И вратно тоа. Приближи се до мене и целивај ме, синко. Зборот молитва во превод е да се приближиш до твојата цел, до твојата замисла. И да почувствуваш. Да ја целиваш, значи да почувствуваш. Така ги примаме работите од невидливото. Ги взимаме во молитва. А молитва е да се приближиш. Да го почувствуваш тоа што го немаш, како да го имаш. И ќе ти биде.
Приближи се до мене и целивај ме, за да можам да те почувствувам. И тој пристапи и го целива. Исак, го почувствува мирисот од облеката негова и го благослови, велејќи, еве, мирисот на синот мој е како мирис од полето што го благослови Господ. Е сега. Значи, ти во молитва буквално сами се мамиме, затоа што бараме нешто што се уште го немаме и мора да го почувствуваме дека го имаме, да се приближиме до тоа, да дојдеме близко до тоа да го почувствуваме. И вика дека потоа ќе ви види. Значи, доказот е потоа. Затоа се молиме, значи. Се приближуваме. Барем јас до сега све што сум добил во животот, сум добил преку таа приказна, со тој пристап. Прво, све што гледате во светот претходно е замислено. Не е току така рандом, случајно. Еве, ќе ми се смеете, ама ја во саботата си викаме и замисли во недела да ме фати прорив. У недела бам. Да го испитам, да видам. Значи, знаеме многу, ајде дискусија. Значи, тој е принцип. Вечен принцип. Молитвата е тоа, да се приближиме кон тоа што го бараме. Да се почувствуваме како такви. И ќе не биде. И ќе можете да си прочитате до 37. Дека се потврди дека постариот ќе му служи на помладиот. Уствари, брат му отиде одма да лови. Значи ти во молитва кога ќе затвориш вратата од светот, значи не таа врата, од светот во твојот значи ум. Кога ќе затвориш таа врата, твојот ум и твојот разум го праќаш на лов. Не ти треба. И сега ти си Јаков. Се приближуваш кон татката. И кога ќе се вратиш, кога ќе ги отвориш очите, толку реално ти било внатре, што си викаш, си помисли дека ова е стварно, се враќам и пак сум тука дома. Уствари, ти веќе тој акт си го направил во духот, ти веќе во духот си примил и таткото те благослови. И што прави? Благодариме и чекаме. И ја што да правам сега со Дамче, со сила да ја породам? Чекам да дојде времето, така? Ама чекам и сум свесен и стварно ќе се породи. Не сваќате во смисла на приказната. Значи се има свое време, се дава свој плод. Ова важи, значи, за се. И тука сум пишал дека чувството го надминува говорот или гласот, сетилото, бидејќи говорот му претходи на чувството. Значи човекот зборува од длабочините на срцето, тоа што го чувствува. И чувството не е земена ствар, тоа е духовна сензација и нема врска со телото. Значи, чувството е момент на прифаќање и кога ќе го прифатиш да останеш до тоа. Во тоа во кое што претходно си се приближи. Да, во Самуел да потврдиме само дека Бог гледа на срцето. И ќе продолжиме што е потрести. Но Господ му рече на Самуел: не гледај на лицето негово и високиот негов
раст. Јас го отфалив, јас не гледам така како што гледа човек. Зашто човек гледа на лицето, а Господ гледа на срцето. Затоа во приказната таткото е слеп. И твојот надворешен човек го праќаш да лови, а ти веќе во духот си уловил. Затоа Павле кога го врзувале во замдана, го тепале имагинацијата, замислата не може да ти ја врзнат. Како ќе не ја врзнат? Кај да си, ти ќе пристапиш по било што. Молитвата е да пристапиш, да се доближиш, да окупираш. Тоа е. Да видиме во дела, уште еден пример. Ова е многу интересна глава, 17 глава, од 25 до 28 стих. И Павле или се шета и гледа надворешни богови скулптури и кажува, ова што вие го обожавате, јас сега ќе ви зборувам за тоа. И тој не е надвор, тука е натре во вас. И им кажува како да го испитаат дека постои. Ајде да видиме како. Богот кој го создаде светот и се што е во него, како Господар на небото и на земјата, не живее во ракотворни светилишта, ниту прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, зашто тој самиот им дава на сите живот, здив и сек. И тој од еден ги создаде сите народи, за да се населат во целата земја, откако им определи одредени времења и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бог. Да нема некако да го почувствуваат и да го најдат, бидејќи тој не е далеко од ниеден од нас. Еве како. Почувствувај го тоа што го сакаш и ќе го најдеш. Стави го на тест. Било што. Се што ти треба до молитва. Почувствувај го дека веќе е твое. И верувај таа реалност кон што си се приближил во молитва во духот. Тргни го разумот. Не ги барај причините. Не прашувај како ќе биде, како ќе дојде. Тоа не е твое. Кај да знам јас бебето во стомакот како се развива и како ќе дојде. Тоа се знае самото. Тоа е, како да кажам, механизам, подсвесен, он си работи, знае. Ти само пратјаш, значи, ти си само оператор, ти само соработуваш со Светиот Дух, а Светиот Дух ги носи работите. Али твое е ти да ги управуваш со него, или заедно. Значи, еве како да го испитате Бог. Нема предходник. Да го почувствуваме и да го најдеме, бидејќи тој не е далеко од ниеден од нас, во нас е. Не е далеко, во нас е. Да. Океј, се извинам, не мора да... Да, знам. Слободно. И поздрав до фамилијата. Добро. Еве најпрактично да докажете на самите себе дека Бог е во вас. Еве принцип. Еве уште еден принцип. Да го дочитам и 20, зашто во него живееме, се движиме и постоиме, како што и некои од вашите поети рекле, и ние сме негово потомство. Јаков 1, 22-25. И бидете извршители на Словото, а не само слушатели кои се мамат себе си. Ај следно. Зашто кој го слуша Словото, а не го исполнува, прилега на човек кој го гледа своето собствено лице во огледало,
од кој ќе се погледне и замине веднаш заборава како бил. Нема никаква врска со некои дела што ќе правиме на земјата. Врати го, Андрече, предходниот. И бидете извршители на Словото, а не само слушатели. Еве сега слушате се. И сега, како ќе станете извршители? Наследниот стих. Кој го слуша Словото, а не го исполнува, прилега човек. Еве во молитва. Пристапуваме. Се доближуваме до нештото. Се гледаме во огледалото. Огледалото е имагинација, замисла во другиот свет, натре во тебе. Се гледаш во молитва кој си и што сакаш да бидеш и што ти треба. И така извршуваш. Но немој кога ќе завршиш со молитва и ќе заминеш, веднаш забораваш каков си се видел, каков си се помолил дека сакаш да бидеш. Забораваш и одиш со стариот ум. Не сваќате? Значи се молиш, бараш пример, жена или маж и завршуваш и стануваш, немаш реакција со. Забораваш веднаш дека веќе си посеал семе нераспадливо што ќе даде плод и го негираш тоа што ти го сееш. И после тоа се чудиме каде е. Кој е крив? Не е никој крив. Само треба да бидеме свесни дека тоа што ќе го видиме, да од после тоа да не заминеме и да заборавиме какви сме се видели. Се храбриш, се гледаш, сонуваш, Господ ти дава визија, дека си како него. И ти се будиш, ама јас сум ѓубри. Ако си ѓубре, која еве ти кажа во визија дека си како мене. И сега оди како него и делуве како него. И се ќе се намести во светот за да ти дојде. Овој свет е таков свет. Ова е свет на манифестација. Све што создаваме, го создаваме внатре, во нас. Додека спиеме се процесира и кога ќе станеш, само идеш во тоа што претходно си го замислил. И каде е тука слободната воља? Слободната воља е таму дека ти си слободен да избереш што сакаш. Избери живот или смрт. И ние секоја вечер 90% бираме смрт. А треба да избереме живот. Таму ни е слободната воља. А тука кога сме будни, сме слободни само како ќе реагираме на тоа што ќе ни се случи. Ништо повеќе. Тука не можеш да извршиш ништо повеќе ако претходно не си го примил. Без визија народот мој гине. А визија што е? Замисла. Имагинација. Твоето внатрешниот говор. Твоето битие од внатре. Исус од внатре соработува и содействува за се да биде. Ама за жал важи и за смртта. Кој ќе посакаме смрт и лошо, и тоа ќе ни биде да посакуваме живот. 23, 24, 25. А кој ќе се загледа во совршениот закон? Значи, ова е закон. Кога е закон, не е закон, знаете, туку е принцип, што е вечен. Законот на слободата, каде си слободен? Треба во себе. Јас сега и да те затворам и да те заробам, ти во себе си слободен. И кој ќе се загледа во тоа, во таа слобода и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како делотворен извршител. Тоа не го вршиш
надвор во светот. Тоа го вршиш во внатрешниот човек, во твоето ум, во срце. Не надвор. Таму го зачнуваш. Тој ќе биде блажен во оно што го врши. Тоа го правиш во тебе и потоа го гледаш плодот тука. Сееш тука, го гледаш плодот во земјата. На земјата. И Тимоте, да се посмееме, и текна ти кажав, треба малку ние да пиеме вино, не само вода да пиеме. Нема врска. Нема, замислете го, Павле ќе му пишува на Тимоте рецепти за да го води стомахот. Па ја денеска вино да пиев, ќе немаше тука да ме видите. Што стомахот со виното? Ништо. Не пи веќе само вода. Еве, значи, ние многу знаеме. Се знаеме. Туку земај помалку и вино. Да го искусиме тоа што го знаеме. Па кога ќе го искусиме, ние ќе си докажеме на самите себе дека Господ е во нас. Кај пишуваше, нели знаете дека Исус е во вас? Ставете го на тест и ќе се уверите, освен ако не го промашите во тестот. Може да се промаши. Во тестот, со тоа вежбам. Ја почнав да вежбам. И чудесно. Со многу примери. И тие што ме послушале, почнале да вежбаат. И се храбриме заедно. Се десија некои случаи на Гого, на Милена Тони, на нас, каде што преку овој принцип се решиле. И кога ќе имаш искуство, не може никој да ти го земе. И сега знаеш дека за тебе се е можно. И тогаш ќе се молиш и за другите. Значи, секогаш, на почетоците го се молиме, значи се молиме за себе, значи првично е за себе. Затоа што човекот од надвор си гледа први за себе, но пак кога ќе созреме во Господ, почнуваме да мислиме и на другите. И тогаш се молиме и за другите. Ви текнува на Тико во поема. 100 доктори, систини, мистини, цела држава. Косата на детето не му расте. Јас само му кажав, те гледам со коса. Иди дома и почувствувај се дека си со коса и благодари дека веќе коса си примил. И детето дојде за месец дена и даде во поема сведоштво со полната коса. А не е возможно физички да дојде, значи, коса. Значи, влегол во невидливото. А невидливото каде е? Во замисла, во твоето ум. Таму не те гледа никој. И тоа што е скришно, твојот татко ќе го награди јавно. Амин.